Владење на правото, борба со корупцијата, помали политички превирања. Ова се приоритетите за бизнисот за да испорача економски раст од 3,5%. Барањата Сојузот на стопански комори денеска му ги представи на председателот на државата Стево Пендаровски. Председателката на ССХ ги посочи најважните реформи што треба да се превземат за да се подобри економскиот развој. За бизнисот најважна е правната сигурност, бараат независно судство кое треба да ја санкционира секоја коруптивна активност. Владењето на правото и на кој начин председателот би можел да асистира, односно би можел да и помогне на деловната заедница да се отпочне со реализација, односно со борба против сите оние појави кои што ги имаме во општеството во последно време, а тоа се корупцијата, да се отпочне со спроведување на владењето на правото во државата и се она кое што тој може да го направи и да асистира во делот кој што е во неговата надлежност. Бизнисот му порача на Пендаровски да ја користи секоја меѓународна посета за да ја промовира земјата, да има средби со бизнис делегации, да гради економски партнерства. Бараат и лицата вработени во амбасадите и конзуларните представништва да знаат како економски да ја промовираат земјава. Шефот на државата се заложи како потписник на законите да го подобрува бизнис амбиентот во земјава. Јас пред неколку дена го комплетирав мојот економски тим, значи нема да има еден човек надлежен за економијата, туку ќе бидат тројца, најмалку. Според систематизацијата и се разбира човекот кој ќе биде на чело на тој мини тим, чија задача ќе биде во сите мои активности надвор или при примањето на луѓе од надвор тука да ми помага во истакнување на економскиот аспект на надворешните односи или на дипломатијата, кој е многу битен и кој е ужасно запоставен од почетокот на нашата независност до денес. Двете страни се согласни во едно. За да се подобрува деловната клима, неопходно е меѓу политичарите да нема поделби околу стратешките цели, како економскиот развој, евроатлантските интеграции и меѓуетничките односи.